Здраво, здраво на сите, здраво на јарците, овој пат ова видео е за вас и се однесува на втората половина од месец март. Значи ќе видиме што не очекува во втората половина на месецов. Пред да започнеме не со пораките, јас би сакала само да ве потсетам да не заборавате да се претплатите, затоа што со тоа ќе добивате ви известување кога доаѓаат овие видеа, затоа што знаете, нели временски не се врзани, пошто веќе сакате да чуете пораката, добро би било на времено да си ја чуете. Да не должиме многу околу тоа си го знаете, нели? Туку да видиме што има за вас овде. Драги мои јарци, овде има неколку сценарија, значи сега тоа што ќе се однесува на вас, вие ќе го препознаете, другото оставате. Значи, еден добар дел од вас ќе дознаат нешто. Вие ќе дознаете некоја вистина, ќе се соочите со вистината на некоја работа и тоа како. Од која страна ќе бидете отприказнава, вие ќе знаете. Меѓутоа се работи овде за некакво предавство, за некакво неверство, за некакви нечесни активности. И вие ќе дознаете за тоа, или пак ако сте од другата страна, нели, другите ќе дознаат за тоа. Се работело за некаква тврдоглавост. Вие може би од дина сте постапиле вака, може би другите ако постапиле кон вас така, постапиле од некаков инат, од некаква тврдоглавост. И сега веќе се нарушени работите, затоа што некој знае, нели, овде што се случува. И вам ви е јасно кажано, вам е јасно дадено да знаење дека другите знаат што сте направиле. Ако сте вие, ние сега зборуваме ако сте вие тој што сгрешиле. Значи другите јасно ви кажале дека знаат што се случило. Тие ја знаат вистината, тие знаат се. И ве оставиле така, ве оставиле само на тоа. Вие сега се чувствувате потиштени, вие сега се чувствувате, вие сте во големи грижи, ви се тешки ноќите, премногу мислите, премногу се грижите, што ќе биде после ова, што ќе се случува понатаму. Знаете дека погрешивте, знаете многу добро, меѓутоа не може да се поправи нешто што се случило порано. Може да поправите она што ќе се случува во иднина. Затоа совет овде вака за вас е да ги соберете сите најубави чувства што ги поседувате во себе си, да ги соберете заедно сите и да ги понудите на тој што многу ви значи, затоа што сега другиот е повреден. И да, точно, вие сте причината, меѓутоа вие сте и лекот во случајот. Затоа, колку можете и колку ви дозволуваат можностите, обидете се да поправите нешто. Не може да го поправите минатото, меѓутоа сегашност е иднината. Сега што е важно овде, ако се работи за во љубовта нешто, со партнерот нешто. Јас можам да ви кажам дека тоа е вашата врска е судбинска, вашата врска е нераскинлива. Што и да се случува, какви и да се случат работи. Јас ова во никој случај никога од вас не охрабрувам да правите што сакате. Нели? Јас само ви кажам дека е судбинска таа врска. Што и да се случува, вие повторно ќе се враќате еден кон друг. Затоа се што може да правите убаво, правете за добро, вие ќе бидете заедно. И затоа е добро да имате убави споменјани лоши. Што значи се што може да правите за доброто на врската и на едниот кон другиот. Значи, кармичка е ова врска нераскинлива. Со самото тоа, на крајот од месецов, на ваша радост и среќа, партнерот доаѓа со помирување. Значи, тука ќе биде за вас. Нема ова да заврши. Ќе биде во ред. Сега ќе биде малку потешко, меѓутоа во иднина ќе биде се во ред. Тоа можеме да го кажеме за тие што се во врска, а се случиле некои непријатности.
Друго што може да кажеме е сега за тие некои од вас околу финансиите и работата, веќе чувствувате дека партнерот некако не може да ви помогне, ќе чувствувате дека единствениот што може да работите да ги исправи оде, ако се за да се исправат, ако си се во ред, тогаш да продолжите понатаму, нели? Единствениот што може да направи нешто сте вие. И вие во вас ќе ја барате и силата, и моќта, и знаењето, и капацитетите. Вие се ќе ја барате во вас. Јас би сакала да ви кажам дека не е баш тоа така. И другите можат да дадат. И можат и другите да помогнат. Затоа не се истоштувајте вие толку многу. Немојте толку многу да се грижите. Вие оставете работите природно да тече, зашто ќе видите дека и од другата страна доаѓа, може, ако не може финансиски некој да помогне, ќе помогне на секој поинаков начин, што во одредени ситуации знаете некојаш колку е поважно, многу поважно. Во случајот за вас многу ќе биде важно. Затоа никако не ги отфрлајте другите, примете се што ви се нуди, затоа што другите, колку и да е тоа мала, сепак е некаква помош. Значи не ги отфрлајте. Друго овде вака што гледаме дека некој е опседнат со вас и таа опседнатост вам ви носи товар, вам ви носи проблеми, ви носи грижи, затоа што ова не е здрава опседнатост. Ова е една токсична опседнатост со вас. Тие едноставно не може да ви изведат од умот, од мислите, од животот, едноставно не ве оставаат намира. Може би е ситна некоја енергија, знаете, некој кога не дава мир, може би моментално, може се работи за некој ден, една недела и некој кој ви значи и на кој премногу изгледа му значите, мако ќе биде некоја оптеретување периодов за вас. Ви може би сакате да бидете малку сами, може би малку ви треба простор, некако ви треба таа самотија, но нема да ви ја дадат. Може би се работи за стрелец, може би се работи за некој помлад во вашиот живот, но еве сакам да ви кажам дека едноставно нема да ве остава намира периодов. Ако е во љубовта, вие знаете, може би исто така јарец и не ве остава, ве посматра, ве следи, сака да знае се што правите, не се чувствува убаво кога не е дел од вашиот живот. А и не е очигледно, па затоа вака се однесува. И ова некако прераснува во некоја, не знам, токсично некоја врска, која тој се прави со вас. Во умот, во мислите, во било што. Ако е физички некоја врска, тој ќе знаете, веќе препознаете, вас ќе биде премногу за вас ова. Ова периодов ќе биде премногу за вас. Може би ќе се обидете тука нешто да балансирате, но тешко ќе ви оди, затоа што тие едноставно не помагаат во тоа да се олеснат работите. Драги мои, тоа е најмногу што можам да кажам во овие кратки видеа. И сега за крај да го направиме она што го правиме секогаш, тоа е да си замислите вие желба, нели си замислувате желба или прашање. Јас овде преку картите ви одговарам кратко со да. Или ако е кратка порака, препорака, ќе ја чуеме. Ајде за моите јарци, да видиме кој е одговорот. Епа, драги мои јарци, одговорот е прекрасен. Ова е една од моите омилени карти. Ова е карта на победата, значи одговорот е дефинитивно да. Да, ќе успеете. Успех, победа, значи прекрасно. Драги мои, тоа е тоа за сега. Она што ви го посакувам за крај е да останете во добро здравје, во најпрекрасни мисли и до следното наше видео. Чао, чао.